Ке имаме гостување од професор Лазар Јовевски за многу актуелна тема во моментов, многу различни мислења, многу превирања, многу недоумици на сите оние што се во моментов најзагрозени, а тоа се работниците. Во однос на работничките права, ја крстивме темата со едноставен наслов работен однос во вонредна состојба. Добро утро, секое утро и за професорот Лазар Јовевски. Ви благодарам што постојано ја имаме соработката со вас. Добро утро, благодарам за можноста и денеска да бидам со вас. Да. Ја крстивме, професоре, токму вака темата, за да ги опфатиме сите оние луѓе од различни професии што во моментов се најзагрозени. И на почеток ми доаѓа прво како прашање дали законот за работни односи се исполнува до крај во моментов, во вонредна состојба. Законот за работни односи како еден многу важен закон, донесен уште 2005 година, кој што претрпе голем број на измени, можам да ви кажам дека досега се соочува со практични проблеми во однос на примената негова, односно континуирано уште од 2005 година од самото донесување па еве до ден денес имаме проблеми со неговото спроведување во однос на остварување на правата од работен однос за работниците од една страна, а пак од друга страна исто така и работодавачите, особено во последните години, се жалеа за одредени проблеми, ситуации, пропусти кои што се јавуваат во пракса, кои што постојат и со кои што тие се соочуваат. Така што всушност континуирано ние имаме еден аспект на една внатрешна борба, ако можам така да кажам, за остварување на правата од работен однос, особено кај работниците, но и во одредена мера и кај работодавачите. Така што не можеме да кажеме дека имаме примена на законот за работни односи во полн обем и со цел капацитет. Напротив, и сугестиите и домашни и меѓународни одат во насока дека всушност ние повеќе или помалку имаме одреден број на квалитетни решенија во законот, кои кога би се применувале во пракса, како што се напишани во самите законски решенија, тогаш на вистина не би имале големи проблеми, меѓутоа тоа што недостасува е всушност практичната примена на одредбите од законот за работни односи во пракса. Тоа е еден континуиран проблем, акутен проблем, всушност хроничен проблем кој што го прати македонскиот трудово-правен систем и со децении се обидуваме да најдеме решение како реално, фактички да имаме вистинска примена на одредбите од законот за работни односи во пракса. Што се однесува пак до оваа ситуација, затоа направив едно мало воведно излагање во однос на проблемов што трае наназад повеќе години и децении во однос на примената. Сега во однос на вонредната состојба, всушност секојдневно слушаме и преку социјалните мрежи, особено преку социјалните мрежи и медиумите, бидејќи достапноста едни со други не е ограничена со оглед на целата ситуација со вирусот. Меѓутоа, тоа што јас читам, од тоа што ме контактираат луѓе овие денови, од тоа што добивам информации и податоци, имаме една навистина ситуација која што е повеќе од сериозна, во смисла да има огромен број на отпуштања од работен однос, голем број на вработени низ цела Македонија се соочуваат со одредени непознаници, со голем број на работодавачи, всушност и не знаат како да постапуваат сега во овие околности и многу пати, барем јас до тие информации доколку што дојдат, прават одредени грешки во чекори. Отпуштаат работници и дојдат не доаѓа од утре на работа. Тоа не може така да се направи, иако е вонредна состојба. Значи, сепак треба одредена постапка и процедура да се испочитува во рамките на самиот закон за работни односи и тоа е што во моментов не недостасува. Голем број на работодавачи и голем број на работници се соочуваат со притисокот како да го менаџираат сега овој така наречен нов стрес кој што се случува на економската средина во Македонија, да всушност останат овој период кој што следи и радикални мерки се преземаат, меѓутоа што ќе биде од сето тоа законито, допрва ќе покаже времето. Да, до нас дојдоа гласини и воопшто јавувања, односно не се гласини, туку се поплаки на граѓани, на наши гледачи на телевизија Алфа, дека се сведоци на постојни вработувања во ова време. Дали е тоа дозволено во оваа кризна состојба, во вонредна состојба да има вработувања? Во општина Газибаба има најави и веќе се вработуваат луѓе, а и веќе најавени плати има
во образованието дека до крајот на септември ќе земаат минимална плата од 14.500. Такви коментари, изјави и јавување имаме од гледачи и граѓани на Република Македонија дека во моментов имаат веќе најава, а како што знаеме дека овие вонредни мерки во вонредна состојба само се предлог. Се уште не се усвоени, денес как има и владина седница, па ќе ги кажат новите сет економски мерки како што беше најавено. Што мислите за ова, професор? Да, верувам дека денес ќе чуеме нов сет на економски мерки, за кои што и тоа како сите со нетрпение очекуваме да видиме во која насока ќе се движат овие мерки. Меѓутоа тоа што како информација споделувате со мене, а ја имам и јас добиено претходно, всушност станува збор за одредени вработувања кои што се итни неодложни, меѓутоа се поставува едно основно прашање, доколку имаме пренатрупана администрација, доколку имаме администрација која што треба да мигрира од јавниот сектор во приватниот сектор и доколку се работи со одредени ограничувања во овој период, така да знаеме дека луѓето и не одат неделя од нив на работа, одат една недела одат, па друга не одат или одат со ограничено работно време, тогаш се поставува прашањето доколку ова навистина е така, тогаш врз која основа се вработуваат нови луѓе. Од друга страна, најавата дека ќе биде во целата јавна администрација, во целиот јавен сектор платата 14.500, всушност е нешто што е повеќе во рамките на кулуарите, по рамките на оние луѓе муабети кои што ги кажуваат и какви информации има. Ние од тоа што во моментов знаеме е дека има разни предлози кои што се даваат и од страна на одредени политички партии, од експертите. Јас всушност дадов голем број на предлози, ги објавив околу 18. Да, ќе ги прочитам неколку од нив, да, 18 мерки предложувате како да се зачувуваат работните места, што во моментов мислам дека не е едно од најважните прашања. Затоа што многумина од работниците останаа без работа, да. Всушност, идејата е да се сочува стопанството, особено во делот на микро и малите компании, малите предпријатија, бидејќи тие се најранливи. Големите компании повеќе или помалку имаат одреден капитал со кој ќе можат во одреден период и да обстојат. Меѓутоа, овие мали компании се навистина директно изложени на ударот. И верувајте, до информациите кои што доаѓаат до мене, особено ми се јавуваат луѓе кои што земаат мали продавници, бутици, одредени компании кои што вработуваат 1, 2, 3 луѓе и така натаму, тие навистина се на ударот и спрашуваат професоре што да правиме, како да ги отпуштиме вработените. Не разбирате, всушност тоа е таа структура од економијата која што сега има приоритет во однос на тоа да ги се помогне. И кога зборуваме за целиот овој контекст на работни односи, јас навистина тоа што го гледам во моментот. Јас имам, верувам, објективна грижа и основана грижа во делот на тоа дека голем број на компании, особено во овој аспект на помалите и микрокомпании и фирми, ќе направат грешки во чекори каде што навистина ќе ги отпуштаат луѓе без никаков правен основ, без да се испочитува правната поставка, а тоа може да направи една потоа лавина на одредени постапки кои што судски пред се, кои што ќе значат дополнително обременување и трошоци за самите мали фирми ако ги рестартираат понатака повторно, односно ако почнат со работа, особено во оние услужни дејности, особено во туризмот, особено во делот на угостителството. Така што имам најава веќе и од големи компании каде што се подготвуваат отпуштања, над 100 луѓе и секојдневно слушаат. Но јас сега ви зборувам за конкретни реални случаи кои што јас ги знам со име и презиме, и работодавачи и компании со конкретни имиња кои што имаат веќе постапки започнати каде што луѓе се отпуштаат. Така што навистина во овој контекст самиот муавет дека минималната плата ќе биде 14.500 создава дополнителна нервоза кај вработените во јавниот сектор и колку што можам да забележам, тоа не е тајна, тие информации се проследуваат до јавноста, доаѓаат и до мене. Всушност се чини дека овој аспект на таков начин на решавање на проблемот со економската
криза која што може да дојде, а веќе го имаме како најави од страна на ММФ дека влегуваме во рецесија и во Европа и во светот, всушност се чини дека се мерки кои што се во овој момент прерадикални и неприфатливи за најголемиот број вработени во јавниот сектор. Се прашуваат луѓето повеќе прашања. Да. Во овој контекст, ако ја дозволите само да ги поставам овие две прашања, па и вие можете да ми поставите дополнително. Всушност се прашуваат како е можно за 2 недели системот да не може да ги менаџира во однос на платите делот од вработените во јавниот сектор, кога веќе знаеме дека досега повеќе или помалку добро функционираше во месец јануари и февруар и на платата и економијата, значи имаме одредна стабилност. Сега всушност се уште ние не сме ги почувствувале вистинските економски последици кои што според моите предвидувања ќе дојдат во април, повеќе и во мај ќе се почувствуваат. Сега ако одиме на линија да ги превенираме во април и во мај, дали вистински начин е толку драстично намалување на платите. Гледаме дека и во соседството овие денови излегуваат со мерки владите, така што ако можеме да се споредуваме, ќе гледаме дека ниту една од соседни влади, барем за сега, не презема такви чекори. Ќе видиме за понатаму. Да, во Албанија ги намали за половина платите на пратениците и на министрите. Во Грција владеачката Нова демократија по иницијатива на премиерот ќе отвори сметка за средства за COVID-19, а и таму од оваа партија 50% од нивните приходи ги тргаат настрана, односно за борба против коронавирусот. Дали ова станува нели општ проблем за сите нас, затоа што во моментов е некоординираноста на реална слика со непреземање всушност на реални економски помошни мерки, би рекла. Нам не треба помош, а не ни треба скратување во овој момент. Барем за сите ние да излеземе накрај со оваа економска криза, светска криза, со тоа и македонска криза во моментов. И велите дека со овој начин на несправување со економските последици од коронавирусот и корона кризата продолжува и во следните денови, треба да се подготвиме за економска криза поголема, велите, од она од 2008 и 2009. И како што веќе кажавте, најнегативните аспекти, ако вака се одвиваат работите на некоординираноста, останува непреземањето нели на вистински сериозни мерки, дека уште ќе има негативни аспекти за сите нас, а посебно за работниците и нивните работнички права. Се согласувате со ова? Само да ве прашам, па да ги кажам и мерките кои вие ги презентиравте. Еве само накратко, да, во минута две во однос на ова, всушност вие самите кажавте проблемот не може да се решава, и ги спомнавте и Грција и Албанија. Значи, тоа е еден друг сет на мерки кои што се оние кои што се јавни функционери, да дадат еден пример да се намалат платите. Ако вие зборувате за намалување на плата на цел јавен сектор, ги допирате на вистина огромен број на граѓани кои што не се во одредена економска стабилност. Имаат луѓето кредити, имаат одредени други трошоци и така натаму, и доколку ги ставите во една таква позиција, верувајте, мислам дека повеќе ќе бидат негативни аспектите во економијата, отколку нешто што ќе се направи за месец-два. Јас чинам дека Македонија има сили, има економска моќ за 2 месеца, ја велам 3, да направиме еден поинаков пристап кон целиот овој проблем и да обезбедиме средства кои што ќе значат не намалување на платата, туку поддршка на сите оние работодавачи, бидејќи во овој аспект, внимавајте, треба да го поддржиме бизнисот за да не отпушта работници. А ако случајно доаѓа до ситуации каде што мора да се отпуштаат вработени, тогаш треба да им се даде поддршка и на оние кои што се останати без работа во моментов додека не се стабилизира економијата. Значи, нашиот фокус треба да биде во однос на бизнис секторот, да се даде конкретна поддршка, а целта, ефектот да биде сочувувањето на работните места, за да го запазиме ефектот на превенција. И дефинитивно сметам дека се касни со мерките, затоа што и дефинитивно престои одредена криза, ако продолжи се тоа, никој не знае до кога, како ќе трае со вирусот и како ќе се шири, дали ќе биде цикличен, дали ќе биде сезонски, така натаму. Меѓутоа, работата е што не само јас и не само луѓето од Македонија, туку тоа веќе почнуваат да го зборат и луѓе кои што се во меѓународните економски и финансиски текови, предупредуваат, почнуваат да навестуваат дека се случуваат
одредени ситуации кои што алудираат на криза и тоа е тоа. Да. Иве, кога веќе го споменавте професора бизнес секторот, што вели меѓу останатото и поранишниот советник во Министерството за финансии Бранимир Јовановиќ, вели за каква солидарност зборуваме ако се кратат платите на оние што земаат 400 евра, ако сакате да ја потикнеме економската активност, мора да ја стимулирате потрошувачката, тоа е еден од основните постулати за справување со секоја криза, а посебно со оваа нашава. Ако кратите плати на јавната администрација, вие практично правите тие помалку да трошат, и вештачки се креирате или ја продлабочувате само економската криза, затоа што тие помалку ќе трошат. Економската активност поради тоа и ќе се забавува, вели Бранимир Јовановиќ, и нагласува дека ниту еден економист не ја поддржува мерката за кратење на платите во администрацијата поради актуелната состојба предизвикана од коронавирусот, потенцирајќи дека станува збор за околу 100.000 лица, односно 100.000 семејства што ќе бидат погодени од оваа мерка, со што и практично средната класа се сведува на сиромаштија. Што мислите за ова? Па, навистина ви се молам за каква солидарност овде. Не станува збор за солидарност, да, во вистинска смисла. Да, затоа постојано велиме кои се мерките за помош, а не само мерки, слушаме мерки скратување или на движење, скратување на плати, а не слушнавме во ниеден момент стимулативни мерки. Тие што имаат многу пари, тие што заработиле многу пари во претходниве години, претходниот период, тие нема да бидат погодени. За нив месец, два, три, тоа не е проблем да тие воопшто да немаат никаков приход, ако имаат поголеми средства, пари тргнати на страна или во капитал или во нешто друго и така натаму. Меѓутоа, токму оние луѓе каде што платата ја користат 30% не знам за да исплатат кредит, другите за не знам да платат на децата одредени сервисни трошоци и така натаму, и сега да ги сведете на една минимална плата, на вистина сериозно ќе се разниша не само економскиот систем, туку ќе се разниша и социјалниот систем во наша земја, ќе се разнишат многу други аспекти. Така што во овој дел се слагам со колегата во контекстот на ова што го кажа. Впрочем, јас ова го зборував и уште пред 2 недели, кога и на почетокот излезе самата мерка и претходно разборувајќи токму за оние 18 мерки за кои вие ги спомнавте, дека без да знам дека ќе се алудира на минимална плата, јас излегов со мој сет на мерки како професор, како граѓанин, како човек кој што ја проучува оваа област и материја, пред се мерки кои што има за цел да ги сочуваат работните места. Така што во овој дел навистина и не е само и не е случајно што и Србија, и Словенија и други земји работат на аспектот да се помогне стопанството и да се дадат одредени финансии, отколку наместо да се кратат во кај работници. И да се наштетува со сето тоа, да. Само ако ми дозволите, со оглед на времето кое го имаме, некои од вашите 18 мерки што постојано ги споменуваме, велите субвенционирање, веќе го споменавте, на придонесите од плата во износ од 100% во туризмот, субвенционирање на платите од 80% во туризмот, транспортот и угостителството, исплата на посебен додаток на плата покрај редовната и другите додатоци на сите припадници на АРМ, укинување на јавниот превоз и обезбедување на бесплатен јавен превоз за сите компании кои имаат повеќе од 5 вработени во рок од 3 месеци, обезбедување на финансиска помош како државна субвенција всушност за сите прековремени часови на вработените во трговијата, финансиска поддршка за сите компании кои нема да отпуштат ниту еден вработен и за оние кои ќе испратат вработени на принуден одмор и субвенционирање над 50% од оние што чуваат деца нели под до 10 годишна возраст. Ке ме дополните со некоја и уште едно за крај прашање, мислите ли дека некој од овие ваши сет мерки ќе ги има како додавка на денешната владина седница и дека некој од овие ваши мерки ќе ги кажат и како стимулативни мерки владата денеска на владина седница? Искрено да ви кажам, не знам. Вие само еден мал дел спомнавте и во некои аспекти да, 18 не можам сите да ги не е само за армијата и за полицијата, да има повеќе самите мерки се по-комплексни и не мора сите да се преземат, туку може да се комбинираат. Моите мерки се радикални и јас во овој дел навистина предлагам да се
придонесите во загрозените аспекти на индустријата, на трговијата, на економијата да бидат 100% покриени, а додека останатите на сите да им се даде одредена помош во однос и на самите придонеси, на самите плати. Овие мерки би требале да траат до 3 месеци, тоа е значи април, мај и јуни. Средствата кои што се потребни сметам дека се остварливи и реални, меѓутоа сето ова како ќе биде прифатено, дали ќе биде прифатено, кои измерки ќе излезат денеска, останува да видиме. Велам, не сум многу оптимист во однос на тоа како до сега размислуваат оние кои што се носители на одлуки или decision makeri што ги нарекуваат, така што во овој контекст останува да видиме. Ви благодарам. Да, ви благодарам и вам, професоре Лазар Јовевски, што постојано ни се јавувате и ни ги кажувате советите од ваш стручен аспект секако. И верувам дека некои нешта одгатнавме, некои нешта можеби ги кажавме, што единствено на ТВ Алфа може да го слушнат, нели? Реалноста, вистината во однос на тоа како да се заштитиме во оваа водрена состојба, односно како да си останеме на работа и нашиот закон да делува постојано. Ви благодарам, ви посакувам убав ден и ќе се слушнеме повторно како видео гостување во Добро утро секој утро.